Локалната самоуправа на Кочани планира во наредните 12 месеци да ги намали трошоците за електрична енергија за над 1 милион денари во споредба со лани. Максималниот нето износ што би требало да се плати за оваа намена е нешто повеќе од 4 милиони и 200 илјади денари. За набавката веќе е објавен јавен повик со кој се бара снабдувач на слободниот пазар на струја, што се покажа како позитивно искуство, имајќи предвид дека за 2 години трошоците за овој вид енергија се помали за близу 1/3. Заштедените средства ќе се вложат во планираните активности за подобрување и одржување на јавното осветлување во сите населени места во општината. Максималната количина што е предвидена во техничката спецификација на јавната набавка изнесува околу 1090 мегават часови електрична енергија, што е за околу 200 мегавати помалку од минатогодишното планирање. Вкупната планирана потрошувачка за периодот од 12 месеци за нас не е обврзувачка и истата може дополнително да се намалува. Искуството покажа дека со рационално користење можни се значителни заштеди и намалување на финансиските трошоци, што во наредниот период ќе бидат пренаменети за тековно одржување, но и за инвестиции, пред се во јавното осветлување. Со заштедените пари ќе инвестираме во поставување столбови и лед светилки во должина од околу 1 километар на патот од Кочани до селото Бели, информираа од општина Кочани. Една од причините за намалување на потрошувачката во изминатиот едногодишен период е и поставувањето на фотоволтаичните системи за добивање струја од сончева енергија, при што, освен зградата на општината, фотонапонски панели добија и двете средни училишта. Од буџетот на општина Кочани за потрошена струја се плаќа за околу 120 електрични броила за улично осветлување и за јавни простории, меѓу кои покрај општинската зграда влегуваат и објектите на сите средни и основни училишта, напротив пожарната единица, спортските сали, градскиот стадион, етно куќата и други простории со помала површина. Јавниот повик за избор на снабдувач со струја е веќе објавен, а крајниот рок за пријавување на фирмите што се занимаваат со оваа дејност е до 3 септември.